Добро вечер, дами и господа. Добро дојдовте на Gox MK YouTube каналот. Се надевам дека сите сте добро, расположени, сигурни, безбедни, здрави и прави. Вчера ви представив еден легендарен оперативен систем, Windows XP Professional. Оние кои го користеа и кои се уште го користат, знаат зашто точно станува збор, за каков оперативен систем станува збор, легендарен секако. Денеска ќе ја вратиме уште малце поназад во времепловот, ќе ви го представиме, па може се каже слободно најлегендарниот оперативен систем на Microsoft на сите времења, а тоа е Windows 98 C, Second Edition, значи втора едиција. Ќе ви покажеме како тој изгледаше, како изгледа се уште, и ќе користиме виртуелна машина за да го инсталираме истиот и ќе користиме VMware Workstation 16 верзијата Pro секако. Прво што треба да направиме е кликнуваме на Create a New Virtual Machine, Typical Recommended Yes, потоа одиме на Next или следно и одбираме каде ни е ISO файлот во хардот, го селектираме, кликаме на Open и автоматски го детектира како Windows 98. Потоа кликнуваме на Next. Тука може да пишете кое било име, но би требало да стои името на она што инсталирате. Во случајот ние инсталираме Windows 98 и ќе оставиме како такво. Потоа кликнуваме на Next или следно. Максимум диск size 8 GB за тој оперативен систем е доволно. Потоа следно кликнуваме Next. Во конфигурација на хардверот не чепкаме ништо. И Finish. Сега очекуваме да се подигне инсталацијата и ни се нудат две можности, значи ова инаку под DOS, да одбереме опција преку или на кој начин ќе се подигне инсталацијата. Ние одбираме од CD, кликнуваме Next, Start Windows Setup 98 од CD-ROM, да, одбираме опција 1 и чекаме да започне инсталацијата. За да продолжи инсталацијата треба да кликнеме Enter, F1 е за помош, F3 за излез и F5 за да отстраниме бојата. Оние кои има во тоа време послаби машини, значи мора да останат бојата за да имаат проблеми со инсталацијата. Ние кликнуваме Enter и сега тука ни вика Configure Unallocated Disk Space Recommended или Exit Setup. Кликнуваме Configure Unallocated Disk Space Yes, Enable Large Disk Support. И сега за да продолжи сетапот потребен е рестарт и треба да притиснеме Enter. Повторно тука одбираме Boot from CD-ROM и повторно истата опција и чекаме да се стартува инсталацијата. Ако се сеќавате, за овој Windows и тогашните машини, RAM меморијата беше 16 мегабити, 8 мегабити, хард дискот беше со големина од околу 30 мегабити, 100 мегабајти, значи тоа беше голем хард диск за тогашно време. Гледано од сега, тоа е нели ништо, значи. За да продолжиме, кликнуваме Enter. Одбираме опцијата Continue или продолжи. Каде ќе биде инсталиран на Windows-от, значи под C Windows, OK, Next или следно. Сетапот ви нуди опција типично, Portable, Compact или Custom. Ние кликаме, тоест оставаме како што си е Typical
кликнуваме на Next. I want setup to install the most common components recommended. Да, оставаме како што си е вака. Кликнуваме Next. Го именуваме компјутерот како ќе гласи и продолжуваме со инсталацијата. Тука одбирате од која локација доваѓате. Не знам дали имаше Македонија. Мислам дека не. Или мислам дека да, тогашно формер Югослав Републик of Macedоnia. Јеби га. Продолжуваме понатаму. И треба да започне со копирање на фајловите локално на хард дискот. Next. Започнува процесот на копирање на фајлови. Инаку Windows-от пред овој, 95-ката, се инсталираше преку флопи дискови. Поточно преку тие флопи дискови се подигаше сетапот. Со впишување на команди во DOS се подигаше сетапот за инсталација на самиот Windows. Потребен е рестарт now да не би чекале. User information, ајде, GOX ќе пишеме овдека. Company, не е ни битна компанијата. Next. Да ги прифаќаме условите. Да. И сега тука потребно да внесеме клуч. Да видиме дали сме го погодиле клучот. Next. Да, добре. Finish. Останува уште 18, веќе се намалува времето, нека 10 на минути. Вака изгледаше процесот на инсталација на тогашниот Windows 98. Ова е тај графика за тогашно време. И моментално сетапот детектира каков хардвер и кој хардвер го имаме на нашиот компјутер. И она што ќе го пронајде, ќе го инсталира. Некаде на 50-60% веќе откривањето на хардверот. Инаку во тогашно време за да сурфаш на интернет, барем оние кои можеа, тоа го правеа преку модеми. И се сеќавам, се продава картички, мислам дека беа мол и така нешто, преку кој можеше да се сурфа, а имаше и оне бесплатни шифри од пошта, ако сеќавате, каде преку кои шифри правевме огромни сметки телефонски, бидејќи беше премногу скапо да се користат нивните услуги. И тогашните брзини, за разлика од денес, да, сега баш ми текнува, се рачуна во килобити, а сега се во мегабити или гигабити, значи брзините. Па видите која е разликата. Да наместиме временската зона, одбираме Скопје, Apply, OK. Го подесува контрол панелот, програмите на старт менито, Windows Help и ги апдейтира системските подесувања. Ајде да уште 8 минути имаме до крајот. После не знам колку време, значи после долго време повторно инсталираме Windows 98, значи од 2021. Само го ќе сетам, значи на 30 мегабитен хард диск ставиш 20 на WAV песни и хардот е фул. Немаш место за друго ништо.
Кога јас добив прв пат компјутер, дојде со Windows 95-ка. Сеќавам дека хардот беше некаде околу 30 на мегабити големина и кога видов што се ми донесува мајсторите, помислив искрено дека ова е некој вселенски брод, а не некаков си компјутер, значи. Така да, кога ми објаснуваше како се ракува со истиот, блеев о самиот екран и не можев да скапирам што точно сака да каже мајсторот, и кога после тоа ме остави сам да се снаоѓам со компјутерот, памтам, сеќам Гостави Винапот да пее, да врти. Имаш некои 20-30 на песни на самата плейлиста. Ја искрено не знаев што да правам со глувчето, како се ракува со него, и ако верувате, гледав и патам во мониторот музиката се слушаше на звучници, а јас едноставно не знаев што да правам. И само гледав и не правев друго ништо. Ова е почетниот екран кој ќе дојде после инсталацијата на Windows 98. Оште клирувате од овдека да не се појавува повторно. Close. Мора да ги инсталираме VMware Tools алатките, за да можеме да имаме поголема резолуција, поборо се гледа сликата. Ова е инаку старт, тогашното старт мени. Windows 98, вау, легендарен Windows 98. Accessories, Communication, DL-Up, значи, пазете, DL-Up Networking, значи, Phone Dealer. Без ова не можеше да си има интернет, значи, и тешко кој во тогашно време имаше интернет, значи. Што беше скап интернетот, брзините беа страшно лоши, значи мораше да иде се преку телефон, па мораме да се криеме од родителите, правевме понекогаш и по 500 тогашни марки сметки, бидејќи се навлековме на бесплатниот интернет, значи на пошта, а цената нивна беше изгор. MS-DOS Prompt, значи ова е легендарниот MS-DOS Prompt. Windows Explorer. Ова е тогашниот Windows Explorer. Истиот вака изгледаше. About Windows 98, значи ова е, пазете, 81-98 година, дами и господа, значи 98 година. Тоаш беше актуелен МСН интернет пристапот. Мај компјутерот изгледаше вака. Device Manager. Нема некоја разлика како денешниот, значи слични се. Hardware Profiles, Performance. Properties. Во Properties можеме да одбереме background или wallpaper за позадината. Исто можеме да ставиме наша слика. Понатаму легендарниот screensaver. Три топка. Вау. Flying Windows. Веројатно многу од вас го користеа овој screensaver. Летечки прозорци, што би рекли на нашински. Понатаму во Appearance можеше да се смени изгледот на самиот Windows. Дори можеме да смениме и боја овдека на позадината. Понатаму можевме да одбереме готова шема.
да го смениме изгледот на самиот, значи, Windows. Windows стандард. Во ефекти, оние кои имаат послаби компјутери мора да случуваат некои од овие работи овдека, да не би им кочел оперативниот систем. И во settings се подесува колку битна ќе биде бојата. Максимум беше 32 битна, а овдека можеше да се зголемува резолуцијата, значи, на сликата, а ние бидејќи, само да провериме, бидејќи немаме инсталирано графиката, значи графичките драйвери, инаку на овој начин можеше да се зголеми резолуцијата, значи, на сликата. И веројатно ги има и легендарните игри, само да видам, да проверам. Accessories, да, Entertainment. Не, каде беа игрите? Entertainment. CD player. Значи, замислете го овој CD player кој тогаш пушташе музика. Да би користеле интернет, че мораме да го конфигурираме истиот. Например, доколку сакаме пристап на интернет, мораме да имаме модем, значи if the modem is attached to your computer. Без модем нема интернет. Понатаму апликации кои доаѓаат со самиот оперативен систем. Искрено ги немаше многу, но еве го Paint-от, популарниот Paint кој до ден денеска успеа да обстои во сите оперативни системи, па и во денешниот, значи Windows 10-ка. Windows Media Player, како изгледаше тогаш на времето. Ова е тој легендарен Windows Media Player. И дами и господа, се надевам дека ве вратив малце во минатото, ве потсетив на едни добри времења, кога овој Windows беше напредна технологија на своето време. И верувам дека многу од вас го користеа овој оперативен систем и уживаа во неговите, да ги наречам, чари. Или многу од нас ги започнаа своите први чекори со компјутерите баш на овој оперативен систем. Доколку ви се допадна ова видео, удрете лайк на истово, а оние кои се нови, обавезно subscribe на овој канал, дајте му максимална поддршка за понатамошен развој. Нас тоа многу би ни значило, вас би ви одземало минута време. А ние се гледаме повторно во некој наше наредно видео, многу наскоро, за некој ден. Посакувам пред се многу здравје, чувајте се, пазете се, сакајте се. До нашето наредно видување, секој добро, поздрав, чаос!